Добре дојдовте во новото издание на Скопје Але Але. Јас се наоѓам под една волшебна елка, но она што е уште волшебно се наоѓа само во Скопје Сити Мол и дека на македонски зборува Дедо Мраз, а ние можеме исто така на македонски да ги кажеме своите желби. Јас имам една желба, ќе му ја кажам на Дедо Мраз. Одиме. Дедо Мраз, би сакала прво да сме сите здрави и живи во новата 2025 година. Второ, да им кажам на сите дека само во Скопје Сити Мол може да ги кажат своите новогодишни желби на Дедо Мраз на македонски и тој да им ги исполни. И трето, мислам дека е време да добиеме уште многу повеќе гледачи заради тоа што имаме единствена емисија за нашето Скопје. Скопје Але Але, ви благодарам. Јас ви ќе му ја кажам својата новогодишна желба на Дедо Мраз, а сега е ред да ги слушнеме скопјани зошто го сакаат својот град. Мраз да те фати, минатата година ми излажа, место фрижидер, прво смукалка ми пушти. Не ти верувам, ама оваа година пушти ми никоја кола што ќе ја собера од уџакот да ми ја пуштиш, пазиш, опреш со колата. Каква кола сакаш? Како и ти дојди, 5-6 некоја? 5-6, Ова да го снимаш Нека оди ово сандачи таму. Нека оди. Ајде, сандучево? Да. Стварно? Ама две си стајал, едното празно е. Ајде. Ајде, Дедо Мраз, исполни желби. Може ли едно прашање само кусо? Зошто го сакате Скопје? Скопје се го сакам од детството. Бидејќи сум родена во друг град, тоа е Штип, а сум дојдена во Скопје од својата 10-та година. А бидејќи сега имам 77, значи сум станала јас скопјанка. Скопје се го сакам затоа што се што било потребно за младата генерација, школската возраст, студентската возраст, вработување, фамилија, деца, внуци, се ми се случуваат во мојот град Скопје. Многу ви благодарам. Благодарам и на вас. Се најубаво. Се најубаво и вам. Одлично! Кај си ме сретаме? Абе, како на тебе да налетам? Пак ли да ме начекаш? Пак ли? Нормално. Правиме муабет на едно многу просто прашање, а може да е сложено, ќе видиме. Зошто го сакаш Скопје? Во моментов вака, затоа што синојка заглавив со најдобрите пријатели, затоа што ми е спонтано, од никаде, мислев дека ќе спијам во 90 изморен, и одеднаш телефониве на кратко да дојдеме, на кратко дојдете да се видиме, да се толку убаво ни тргна до 4 сабајле. И секогаш, некогаш ме начекуваш во некоја емисија, секогаш сум вака со до 4 до 5 сабајле. Таа спонтаност, тоа пријателство, што останало од порано, не ке сите и секаде, но тоа ми се допаѓа. Ми се допаѓаат деловите од Старо Скопје, ја што си ги знам, ја што сум ги живеел. Па и без разлика се и новиве генерации, колку и да има тоа и мани да се наоѓа, има и мани добро и лошо, но тука сум роден, Скопје ми е тука без разлика по цел свет што сме шетале, си го сакам на свој начин, колку и да ме нервира некогаш и колку да го мразам, пак си го сакам Скопје. Имаш ли време тука си че имаме да промуабитиме? Ајде, чекај. Ајде. Треба да купувам поклони за наслава. Ајде. И сега кога ни кажа зошто го сакаш Скопје, те враќам на почетокот. Каде израсна? Јас сум роден во Топана. Топана мало, значи стара скопска населба, меѓу најстарите, нели? Владко Стефановски си има и песна. На Џон Кенеди улица. Тамо сум растен, Васил Главинов школото ми е кај што сум завршил основна школа. Тоа му бев до 8 оделение, кога завршив, после се преселивме во автокоманда.
Така да две населби, тоа исто младо стамал во автокоманда и Топана. Со тоа што до 8 оделение и тоа во Топана Џон Кенеди, тоа ми било значи дуќанџик, дрвара, јаја паша, чаир, бутел, Топанско поле, тоа ми било растењето, движењето. Така да сум доста подкован добро и ако збориме за тие времења, ќе ни треба 3 емисии. Ај малку скрати ја Малку, приказната за тамо, нешто раскажи. Нешто за таму? Да. И па вака, тоа još беше Југославија, уште Да. една зграда со 3 влеза, со по 20 стана, 60 стана, Само во една зграда. само во една зграда, не се заклучуваше никој, сите бевме една фамилија, мене ме има израснато албанска фамилија, турска, босанска, црногорска, па ние сме ги растеле нив, македонци, срби, хрвати, се имало во тоа, беше Југославија во мало, толку беше убаво, сите бевме навистина една фамилија. Немаше тогаш, сите имавме исто, немаше богати сиромаси, сите заедно бевме, сите се сакавме, немаше кој е што по нација, по вероисповест, народност, тоа воопшто не се немаше воопшто во мозок, не постоеше тоа. И затоа беше се толку убаво, се беше сите бевме заедно, тој со живот и така натаму, односно бевме едно, сите бевме едно. И сега тоа ми пречи од таа дистанца, нели, ако гледаме паралела, тога ова ми пречи денеска што се сите што се двојат по вероисповест, по нешто, по не знам што, по народност, по пари, по се. Да. Што значи тогаш? Ти значи имаше и албанци, и срби, и хрвати, и се другари. Не, и ден денеска имам. И ден денес. И ден денес, ако сакаш тоа да ти го објаснам малку на кратко, вака, татко ми ме научил, моите родители, Добро. и тогаш сите родители не учеа, еве зборам за моите, Така. немој да гледаш вероисповест, немој да гледаш народност, боја на кожа, кој што е, гледај го во глава и во душа. И само вака ми објасни, се ми беше јасно. Има добри и лоши луѓе, секаде, и толку. И тоа е тоа. Секој родителот така ќе те научи. Ја ден денеска имам најдобри другари и албанци, и турци, и роми, и хрвати, и све. Нема кај мене не постои во главата кој што е, како, ја не ги гледам така. И тоа воопшто не ми пречи, затоа немам со никого проблем. Кој ти беше најдобар Односно, сакам извини да кога родителите така би Бидат постапували така. и ги Да ги учеле децата да ги култивираат и да ги едуцираат така, нема да има никаков проблем никој со никого. Кој што немало некогаш. Да. Кој ти беше најдобар другар или другарка? Со кого се дружеше најмногу? Па сега, ја имав, например, тогаш многу голема прва љубов ми беше во тоа, Теута, турчинка беше, Теута. најубава во Васил Главинов, да, Теута. Тука е, знаеш кај е Света? Не, сме изгубиле контакт многу години, ја не одамна. знам за многу одамна, па ја не живеев малку во Да. Шведска, па натака, навака, соработиве, не знам. Ама најдобри другари, значи имав и македонци, имав босанци ми беа, албанци ми беа, не можам да ги многу се, сите и ден денеска ти викам, Каква така беше да. Теута, зашто се залюби во неа? Па Теута и Суреа. И Суреа? Суреа, Добро. Суреа, да. Па беше многу убава, многу згодна и се двоеше од сите тогаш во основно, нели, тоа 7-8 оделение беше, да. И се двоеше, многу беше убава, многу тивка, не знам, не ме вртеше 2%, ја затоа се затреска. Секогаш е Повеќе се така. пали, секогаш е така, да. Кој Да. не те сака, таму И одма се тогаш, вижиш. да. Ама беше поим за сите беа Аха, заљубени, да. Кога сме кај тоа, дека сите никако бивме исти. Нели, фатив и ја дело тоа време, за среќа моја. Што значи во однос на облекување, во однос на мода? Како се крадеше, од каде се гледаше? Каде Па се за- одеше за да се купува? Дали го фати тој период? Ма како некој Метузалем сум ја па Библија. Ајде, раскажи. Значи, иако немаш интернет, не постоева Така е, мобилни ништо. телефони, ама телевизија, радио Луксембург, се и Добро, музичари ќе ти така е, кажат информации многу. Сега патувавме, имавме па привилегија на тој стандард пасошот југословенски беше Сега најдобар и најскап пасош. Да. И патувавме доста, имавме стандард добар, се патуваше и тогаш се знае
одевме на пример во Трст, да се купува во Трст. Си одел? Ќе- Ти? Да, Аха, како не. Не купуваш од овие што купуваат тамо па препродаваат. Не, некош и тоа ќе се случи, Така од да, ако шверцари, нешто од не си- шверцари да земеш, Да, немаш да. време, но во воз тука спавача кола кушет имаше, Добро. друштво, 7-8 души. А сите топтан. Скопје Добро. до Љубљана, до Трст идевме и купувавме и на враќање, да. Па цело Скопје така се облакаше. И шо купувавте? Нашиве тие генерации. Фармерки, јакни, джинсови, шушкавци, и зависно од периодот па мода која беше, па нега звонарки беа, па оние Така. пумпарици беа, па после тесно се носеше Да. башар. Имаше се. Сега, ја имав малку предности некој дел од или некои генерации во Скопје што игравме фолклор. Да. Игравме И сорце, фолклор Бога и ми. тогаш се онака во сленг кажано се утепавме од Од шетање без пари. Да. Цел свет го прошетавме од најскапи до најевтини места. Имавме таа среќа да по цел свет купуваме се од странство и ние уствари после не се облакавме тука од Скопје или од тука од околина, него Германија, Франција, Шпанија, сидеше Канади, Америки, со, кажи го, Австралија, Секаде. цела Европа, и тоа многу ја прокрстаревме по сите села, по сите... Имавме среќа да си купуваме и бевме сите од фолклорните друштва најдобро облечени, меѓу најдобрите облечени во Скопје. Да, така... Среќа, е. Така. Некој селски ќе си се облече, нормално кич, ама и треба така Ама да и се треба и добре, такви да треба. има, така не мора Да, сите да бидат да. исти. Во однос на фризури, дали се сеќаваш какви беа тогаш модите? Какви се моди прошара? Не зборуваме професионално, зборуваме Не, дали не, се не сеќаваш- професионално, значи Да. ја имав коса до тука, Стварно? па шатирана, па после Шатирана. беше, да, Кај шатирана. Одеше ти да шатираш коса. У Шведска ми ја шатира, А, у затоа што Шведска. бев овако. Добро. Ама, после беше тука, Веронија беше најдобра фризерка во Македонија, пар екселанс, па и ден денеска е топ, она. И се шатираат тука. Знаева нашите фризери како и денеска, Да. така и тогаш фризерите скопски беа едуцирани, гледа, знаева и беа имаше добри. Тоа Така е. стои. А после се правева и машките и женски едно период трајна. Трајна, Ондулација. да. Долги тогаш знаеш со джигерици, со овако. И тоа го помина? Да, како не па со степени, со джигерици, шатирано, трајни. Имаше многу се менува затоа што многу години е, нели? Но знаеш како без разлика од сега кога гледаш, нели тоа е можеби смешно, Така е. сосема друга мода, сосема друго и ова сега што е модерно за 10-15 ќе Ќе биде биде смешно, смешно и да. друго. Но за тоа време имаше сосема малце ќе звучи сега онака старски многу убав живот. Другарски живот, имаше право другарство, пријателство. Не се гледаше кој колку има, како има пари, значи никој материјално не те гледаше, него или сте другари или не сте другари. Дружењето беше поинакво, цело живење во Скопје, во Македонија беше лабаво, релаксирано, сите има повеќе време за се, сите беа понасмеани, па да ти кажам и подотерани сега има, ама не може тогаш многу Дозвола. да, многу внимаваа тогаш на мода и пратевме мода без разлика што немаше интернет. Така е. Сега е некако, не знам, сети се, тоа ми пречи мене. Аха. Материјално, ако Да. може да те искористи, некој да те зезне, те гледа по Зборуваш статус. за Скопје, така нели зборуваме сега За Скопје, Да, да. па и генерално И за за Балкан, не така е е. само Скопје и Да. Македонија, тоа цел Балкан, тоа мислам на Балкан. Сега, мојабетот ми е како потоа тргна, кога знаеше дека научи се, за да почнам нешто свое. Знаеш, тоа е многу важно, затоа што... Во мојата професија. Да, во твојата, зборувам за фризерајот. Да, за фризерајот, да. Па, вака, ја кога Види, учев, ке не се учев многу Да, и работев зборуваме доста. Сега, нели, мораме да признаеме дека жените особено знаат да бидат многу лоши или строги во однос на фризури. Жените, Да, терминатори, тоа Така е. екзекутори, тоа ќе те Така е. уништат ако Знае, нешто не... значи, Да. Не, мораш да бидеш Си знаат Да. и си знаат точно што си точно. барат и во мораш право да се. бидеш најдобар, нели, ако... Е сега, значи никој од нас колку и да знаеш, колку и да сме знаеле, мораш понатака да се едуцираш, да се точно. надградуваш. Да. Затоа до ден денеска со моите колеги, нели, бевме со Васка, со Така е, Весна, со да. Горан, со Одевте по Бубе. светот.
Париз, Лондон, Берлин, Италија секој години на такмичења, на семинари, на едукации разни. И ден денеска тоа го правиме, идеме и тука и по околинава и во Европа и во Белград и секаде. Така да не може без надградба и ден денеска се испаѓа по нешто ново. Колку и да знаеме, вака ја лично и ние се повозрасните, најдобрите. Па така е, што? Така викат се, ја не викаме за себе. Одам за една ситница нова и нешто научиш. ново. И ако нема такво нешто, самото дружење со ти дава идеја, ќе ми даде некоја идеја за фризура, за боја, нешто што ќе видиш па асоциација, можеш да мислиш, можеш да работиш, можеш да имаш машта, нели, фантазија, па за да и одиме за тоа едно нешто што е ново. Така. Иако се пратиме, ние имаме сега на интернет, Така, на имаме интернет се, можеш но да следиш, но во не е живо и конекцијата, контактите со колегите е сосема друго, муабетите, дружењето е друго и многу идеи добиваме тоа. Така е, да. Кога е И направен? така стана уствари Да. тоа, ја кога отворив, почнав со една другарка Добро, во каде отвори автокоманда. прва? Од трговски отидов во автокоманда. Во автокоманда Затоа отиде. што се отвори трговскиот во автокоманда А, нов, знам, да. а оваа другарката дојде од Шведска, Лиле, Добро. и тоа беше неизин дуќан. Аха. И она дојде да ми предложи да работиме ортачки заедно. Добро. А и она беше фризерка? Да, Добро. да. И така почна сето тоа. Добро. Со тоа што ја кога видов дека се развивам и дека сакам да се развивам, моите амбиции лав во Лавовски. лавовски во Знаеш. хороскоп, да бидам малски фризер, Да, нема да, шанси да. и реков ја се отвори тогаш трговски буњаковец, тоа беше 94-та и беше тогаш како во Рим. Да. Осветлено со, Све. беше многу убаво стварно. Викам тука сакам дуќан и земав дуќан во секоја цена, беше многу скапо. И така почнав, се пресели во центар и тогаш додам нагоре. Од Лондон донесов два најпопуларни бренда. Доле дуќанот го направив нескромно, но така е, факт е да сосема другачија беше како галерија, Да, со баш беше продажба како на галерија. слики, Да. со антиквитети, друг среден простор за разлика Така од е. пред Од од воопшто обични фризерски салон. фризерски салони. Да. И можам без Лажна скромност. лажна скромност да не ми се лути никој, дека од тогаш го подигнав стандардот и почна да така се е, менува доста Почнаа ли работи. луѓето да те да одат Имаше, да го викнав и држат телевизија, телевизија викнав со снимање и баш ја викнав тогаш и Васка Леонтич заедно Добро, да во да. И така се некако тргна. Аха. Значи ја не сум бил најдобар, Да. па сите да нели сретен отвори, Да, ајде и идеме да кај него. мора кај него. Сме се труделе, Но сум мора работел, Така е. едукации, правење грешки и ние сите да, правиме да, грешки да. нормално, со честност, со квалитет и онда да се напредува и така името се направи, брендот се направи, Така е. многу макотрпна работа, Да. со многу размислување, Да. со своји идеи и не е све измислено, па топла вода ја не измислувам, многу идеи украдов од Лондон, од Така е. Париз, Каде ќе одиш, ги применив бираш тука нешто. па на мој начин и така и Да. стана и името и брендот и така име се. Да. Моментот кога кажав нели секој простор во кој што сум била твој, нели како ја не ја доживам прво како фризерски салон, Не. туку како може Кај би мене галерија, дом, да, како, да, како дома, да, како не да, знам, да. не? Но таму се измешани стилови. Сега не разбирам архитектура, но знам, ево на пример во твојот новиот овој вама Да. Веленденска, нели е нешто кое што сега можеш да го украдеш како идеја за ново во време кога нели ги уредуваме домовите дома, Да, нели? да. Можеш и едно и друго и овој што е луј Да. го искомбинираш со нешто што значи да. ново, да речеме нешто што значи шведски или дански, Со Икеа. минималистички. Луј со Икеа, Ете така. Да, луј со Икеа. Па вака, јас сум секогаш да секој си го средува својот простор, како знае умее, за да имаш свој печат, за да има топлина и душа, твојата душа во твојот дом да биде, не ја да ти го средам Така домот. е. Ја може генерално ова, ти можеш да дадеш свој печат и душа на таа. Да. Светлото е битно, деталите се битни. Така Сега ја, мене ми е среќа што знам да искомбинирам, Така. може 2 до 3 стила, али многу внимателно треба со парчиња, со детали, Така, да не се претера. да не се во ништо. претера и после некогаш имало периоди кога се иде до свесен кич, мал свесен кич, тенденциозно, Да. после ќе го тргнеш, нели, али Така е. зависно од периодот, но 1, 2 до 3 стила може да се измешат многу внимателно, 2 многу е полесно и без проблем, но треба да се внимава. Да.
знам дека многу пати си бил задоволен од направеното. Ама кога, се сеќаваш ли кога беше најсреќен од тоа како изгледа нештото таму? Еве вака, ја кога ќе ти речам замижи и отвори очи, што ти тикнува прво? Па доста промени имав, една моја другарка ден денеска, најдобра пријателка, другарка Лиле Тренеска, другарка ми, Добра. адвокатка, кога прв пат дојде, не се ни познававме ние, Добро. преку пријател друг дојде, Добро? децата нејзини, нешто ја шишале со машинка и уништиле, а она вака виткана коса, Добро, убава коса, аха. долга, и сега да бараме спас чаре. Леле. Тогаш дојде и од така коса долга со овде дупка, ја ја направив сантим, бела избланширана, али тотална промена, значи небо земја, знаеш, Да. кроз да А не, никој ајде црна коса, темна коса? Да. Така ја замишлям, од темна во... Еве вака ко во тебе, ме- со леле, виткана леле, коса, леле, со све леле. со... И тоа беше стварно шок за сите и за нејзе и Кога за се мене. видеш урече? Вака не... Ке се удреше во огледало. Не сум. Не, прво се фрапира од цената кога ја наплатив. Чекови потпишуваше. Лиле, те сакам ако ме гледаш. Потпишуваше и се тресеше раката. И? Од тогаш никој не ја позна. Да. Тоа многу Најдобра, голема, да. многу добра промена беше. И со незе беше добро што после експериментиравме. Беше и црвена, и лилјакова, темна слива, ваква слива, вака, се беше и многу промени имаше, тоа ми беа најголемите. Да. Генерално по тебе скупјани умеат да најдат начин како да се средат фризури, коси, све, да Па, внимаваат. знаеш, лично мислам малце сега да не ме разберат погрешно и да не па се и налутат разберат, баш. па Не, нека и нека се да, тенденциозно нека се некојаш налутат, малку, да. да. Порано многу повеќе држеа до Се себе, внимаваша, да. мислеа до себе, на себе, посветуваа жените поголемо внимание. Сега некако мажите се примарни, жените Така е. секундарни. Мажите и на педикир одат повеќе, и на масажи, и на козметичар од жените одат. Жените ги нема ништо некако запуст. Има, не викам ја дека не, но генерално, порано беше 90% сите се, сега не е така. И друга пена ми фати устава, колку збора ми се исуши устава. Водичка сега ќе добиеме. И? Ја им се чудам на младиве генерации, сега што се сите униформирани, сите нели? долга коса, сите црни, вака, сите црни, да. сите права, сите прави, права. сите искршени или локни, сите се со локни, Да. немат идентитет, немат Па и мислам дека и во уникатност, обликувањето немаш е така. во се, Да. во се. Да. Порано се разликува Да. и тоа ми беше поентата, има порано храброст. Да. И со боја, и да се ишиша, и од долга, кратка, од ова, има храброст. Сега се некако не толку се не знам, Да. вака, плашливи, да не сменат ништо, толку да се ишишало, нема ако не плачат после кога да... А имало и плачки? Па да. Ау. Од коса до тука, Добра. ти се ишишал 1 сантим, а тоа требало 1 милиметар и тоа плачење, тоа не се срам ми е што и ги зимам парите, не се ни приметува, она плаче. Кумановци имаат убав израз. Бате, имав ги разни, вика, не се нервира, вика, имав ги разни. Така да, луѓево се... Да, можеме уште безброј приказни да раскажеме, ама сакам сега да те прашам што му недостига на Скопје по тебе? Еве вака си шетал, си видел, си донел многу работи, многу од културите, нели си ги донел и во архитектура и во се. Епа вака, без да ме прашуваш, многу знам точно што ми фали прво скопската култура. Култура, образование, едукација кај народот. Пошто многу мешаат интелектуалци, мислат дека образованието е И исто со едукацијата. едукација, така да има такви интелектуалци, многу мислат дека се интелектуалци. Значи и културата во Скопје ми пречи, хигиената во Скопје ми пречи и од порано, ноќниот живот не е тој ми пречи. Веќе не е тоа. Можам да кажам, тоа има сведоци, тоа и во аналите на македонската, овако има најдобар град на Балкан беше кога доаѓа по ноќен живот, работеше се до Сабајле, од Белград, од Софија, од Солун, од Загреб, од секаде доаѓа за ноќен живот во Скопје. Луѓето беа гостопримливи, љубезни, насмеани, весели, затоа не сака и доаѓа. Скопје беше центар на ноќниот живот едно време.
Дали е сега така? А Не. не беше се пијано, кошка, Не, или не, ако, не, ако не. речеме сега, нели ќе ни помислат, до 4, 5, 6 правиле сте пиеле, не беше Не, така. не. Не беше ни За разлика повеќе од- тепачки, немаше Не, повеќе не. глупости такви. Па тоа сакам, за разлика од сега. Да. Тогаш се игра, се смееш и се Така е, пееше. така е. Не е И ни се- за се пиењето. забавувавме. Сега тоа се шмрка, се прави, се дува, се Се глупираат, пијат и после се тепаат и одат во диско, затоа и денеска се чудам. да. Значи, зошто идеш ако си нервозен? Да. Или зошто ако идеш да си нервозен, нели насмеј се, Така е, играј, да. вака седнале од Да. диско и само Да. што Сега цацко не можеш бараш да тука? фатиш ни дичко, ни девојка Ништо, во па не, нигде, ништо, заради тоа ништо што не. еден круг е Групирање вамо, се, групирање групирање. вамо и Значи тој ноќен живот што беше во Скопје го нема, тоа ми фали. Хигиената во Скопје што било некојаш чист убав град ми фали. Па и е архитектурата. Луѓето што беа порано весели, раздрагани, насмеани, помагале, сите еден на друг помагале. Сега вака гледа и бегаат, никој не сака да ти застане. сега имаме нов Не збор љубез. емпатија, а некогаш беше тоа добрина, нели? Да, сега се, нели? Да, ама не употребуваме ни едно ни друго. Па гледаше ова, сега за таа неедуцираност, има Ајде. малку е срамота. Имаше некоја анкета, еден дечко правеше нешто, видов тоа на социјалниве мрежи. Или беше и во Белград, а тука беше за друго нешто. Аха. Вика, јас сум homo sapiens, а вие вика, Да, Господ, се сеќаш за тоа? Да, мислики дека е хомосексуален. Па вика и вие сте homo sapiens. Да. Не, ја не сум, вика не. Да, знам. Толку е Замисли во необразовано. 21 век, ама Така е. тоа беа луѓе, значи Така е, и така е. младина беше, не беше тоа дете, Да, да не знаат. Или се сеќаш кој излезе изразот метросексуалец? Така е, да. се Тоа сеќавам. беше за најзгоден за маж, Да. образован, Да. едуциран, среден, Да. хигиена, Да. педантен, Да. джентлмен, Да. господин Да. човек со сите урбани овакво Така и е. го нарекува тоа беше израз Метросексуалец. метросексуалец. Така е. И сите пппу вика Бог да чува тоа. И се како у 21 век на сите овие социјални мрежи, кај што можеш да се едуцираш, Да немаме да општа читаш, култура таква. општа култура. Да. Ајде субаво да завршиме. Ајде замисли желба. Скопје ќе се ајде да се смени Скопје Ајде, желбата. Да се смени Не знам животот, да се смени стандардот, еве имаме сега да. нови ова, пак да Да. видиме, да се смени. Чекај да си пробам сриката. Еве го, добро, вака. Знаеш што сакам Сега, желбата јавно ајде. ќе си кажам. Кажи. Сите еве нова година доаѓа, Добро. значи да бидат и весели, и посреќни, Добро. да си го гледаат својот живот, Добро. да не се чепкат со други многу во туги животи, да Да. влагаат, да помагаат еден на друг, да бидат понасмеени и весели, па макар и со сила, и тоа ќе им дојде после во навика. Добро. Да бидеме подобри генерално како нација, може ли? Добро, за тоа нема да ти помогне ова што ќе ти го дадам, ова ќе ти помогне Ама за твоја некоја желба. Вака треба да бирам што? Скопје, не, двете се твои. А двете се мои. Ова се картички, Скопје Сити Мол ти подарува, ти можеш во кој да е дуќан овде да ги искористиш. Ау, фала. Може за еден шопинг? Ми треба, како не се за нова година, па сега па слави идат, па треба за Ете ти. пријатели, роден ден Средан, имам. многу ти благодарам. И помогни ни да го направиме Скопје баш такво какво што е. Прво ти среди не упустите, а после ние тоа другото. Дојдете вие прво, па ја ќе ве средам. Многу ти фала, гостиш во вашава емисија и секогаш ми е пријатно кога се Не е гледам, убаво? пошто со тебе ми е многу опуштено, релекс ми е. Да. И не Не сакам да треба- се договараме. Да, Подобро е нема вака. договарање со тебе никош, затоа ме начека вака сега. И да, добро. Ајде, поздравчам.